Диаметрално спротивно ги оценуваат цените на земјоделските производи продавачите и купувачите на денешниот зелен пазар во Кочани во услови на намалена понуда и зголемена поварувачка. Сноп праса од 20 на страка денеска достигнаа цена до 400 денари, иако поситниот се продаваше и поевтино. 300, 250, 150. Време празно. Нема откуп го дигнајса, нема празата опакачиме. Поедини производители емотивно ја коментираа состојбата во која се наоѓаат земјоделците. Еден ров да ископат и сите живи да ги закопат за тоа што од земјоделието нема фајда. Производство има, нема кој да го купи. Нема кој да го купи, џабе се мачиме. Произведува мафион, жито, зеленчук, те се живо. Ама не се продава, немаме пари, немаме сметка. Џабе работиме. Па имаме земјиште и наши и чуждо, ама се е џабе. Се е џабе. А сите чекат од земјоделието. Секој седи на столо, а сака да јаде од земјоделието, а немаме ние корист ништо. Една марулка 10 динара. Тоа е едно лукче 10 динара. Немаме сметка. Предлагаме да има добра цена и купувачите и продавачите да имат сметка. А ние немаме сметка ништо. За купувачите цените се европски, а платите и пензиите македонски. Па тешко се врзува крај со крај. Значи цените се постигнати европски цени, ама европски плати немаме. Имаме пензионер сам, веќе 4 години, имам од 9300 динара пензија. Плаќаме вода, струја и што не сме платили некој испуштено некој работи од струја и тоа го плаќаме со извршителите. Некои се умерени во оценките дека сепак на зелениот пазар во Кочани проматот и цените се во границите на нормалата. Цените се померка на жителите на Кочани кои заслужуваат за своите пари да се хранат здраво и квалитетно. Па, нивната верност при купувањето ја потврдува потврденото задоволство од тоа што нудиме, бидејќи цените не се скапи, додека квалитетот вистински на ниво, бидејќи пак како што реков, се трудиме да шо помалку хемија, шо помалку пестициди употребуваме, дури по можности кај 60-70% артикли никакви пестициди, што само потврда за оригиналноста на нашето производство кој е свежо, ефтино и без пестициди, како што реков. За и гледачите да можат во своите домови да споредуваат и оценуваат дали некои производи се поскапи или поевтини, еве ги денешните цени на поедини земјоделски и други производи. Доматите се продаваа по 60 до 70 денари за килограм, зелениот пипер од 50 до 70 денари, марула од 10 до 15 денари, млад кромит 10 денари, млад лук 20 денари, компири од 15 до 30 денари за килограм, јаболката од 15 до 30 денари за килограм. Кај јужното овошје, мандарините најчесто се нудеа по цена од 35 до 40 денари за килограм или 3 килограми за 100 денари. Иста е цената и на портокалите и лимоните.